Бадијала му се и пасатот и Ауди Q8-цата. Пеце Мирчевски со полициско возило оди во шутка. Кривичен го прифати барањето на обвинителството и екс-директорот на СОЗР го испрати 30 дена во притвор. Се прифаќа предлогот на јавниот обвинител и на осомничениот ПМ му се определува мерка притвор во траење од 30 дена, поради постоење на основите опасност од бегство и можност да ја попречи истрагата со влијание врз сведоците. Мирчевски се сомнечи за две кривични дела, примање подкуп и проневера во службата. Според обвинението, противзаконски се збогатил со 85.000 евра, а како мито добили 2 автомобили. Осомничен дека делата ги сторил, додека бил на функција, но и после тоа. Осомничениот и откако бил разрешен од функцијата директор на службата за општи и заеднички работи на владата на Република Македонија, од фирмата собственост на второ пријавениот продолжил да остварува директна материјална корист за себе и за својата сопруга, па за лични потреби и цели без надомест продолжил да го користи патничкото моторно возило Volkswagen Passat, како и што едно возило марка Ауди, зашто му е поведена скратена постапка и согласно ставот 3 на кривичното дело, примање подкуп. Последниот период сме сведоци на неколку кривични процеси поради сомнежи за сторен криминал од претходната власт. Според познавачите, тоа е повеќе од очекувано, бидејќи секој знае што се случувало во минатото, посебно во институција како што е СОЗР. Предходната влада со сите директори на СОЗР во континуитет се испостави дека има проневери проблеми. Мислам дека ова не е издвоен случај. Јавноста низ изминативе неколку години, па и со промената на власт минатото лето беше повеќе од јасно дека тоа што се случувало таму во поголем или поголем обем го има во огромен дел од институциите. Прашањето е само на тоа кога и што и како ќе се процесуира. Инаку за второ осомничениот собственик на фирма кој го подметил Мирчевски, определени се мерки на предпазливост, одземање на патна исправа и забрана за издавање нова, забрана за напуштање на живеалиштето, обврска да се јавува во судот и забрана за комуницирање со други лица поврзани со ова кривично дело.